Условот беше да имаш собствен коњ, да знаеш да јаваш. И јас и пуштав слики, видеа од коњот, од мене лично кога се припремав за коњаницата и така. Викторе, си имал ли јавано предходно? Се подготвуваше ли минатата година за овој подвиг? Еве, кога стапи во контакт и колку време имаше да се подготвиш? Коњот во каква кондиција беше? Сигурно не е едноставно да се тргне туку така во една планинска, нели, пред се рута. Минатата година стапивме во контакт уште од март, април месец. Значи имало доста време. Има, да. Добро. И ме рекоа дека патеката не е баш лесна. Поминавме околу 200-250 километри. Така. И јас почнав со припреми со коњот. Од мај месец се спремив. Каде го јаваше? Дали во полето или одеше и на некои планински предели за да може да ја почувствуваш како би била? Ние веќе во Радово имаме и повисок дел? Повисок дел, да, помеѓу селата Иловица и Дрвош. Повеќе натаму јавав, заедно не сам, туку имав и поддршка од моите другори, еве сега кои исто така ќе учествуваат оваа година. Минатата година те поддржа, заедно вежбавте, но не те следеа, така? Да, ме поддржа, ја имав целата поддршка од нив, но никој не изрази желба така да учествува, но од минатата година што гледаа слики, кога дојдов, кога ја објаснував, одма изразија желба и рекоа за до година ако организираме, ќе дојдеме значи ќе бидеме поголем број.